Добар ден. И како новинар и како дел од Цивил нормално ја поддржувам Граѓанската повелба, поради тоа што мислам дека вклучувањето на граѓаните, цврсто сум уверен во тоа, дека вклучувањето на граѓаните во обликувањето на нивното, нашето општество е неминовно доколку сакаме оваа држава да продолжи да функционира. На истекот на третата деценија од екзистирањето на Македонија како независна и суверена држава, ние кај да е ќе станеме држава со сите нишани, лека полека, нешто со наша заслуга, нешто со помош на пријателите од странство. Еве се заокружува еден процес на едно тежнење на евроатлантските интеграции, на затоплување на односите со соседите без оглед што со секој од нив ќе имаме уште по некое недоразбирање и во следниот период. Така што успеавме да изградиме држава, меѓутоа за жал колку грубо и да звучи, ние сме многу далеко од изградба на граѓанско општество во Македонија. Еден многу мал процент од жителите на Македонија се навистина борци за таквото општество да заживее. Тоа граѓанско општество би било она општество кога никому или на многу помал процент од сегашниот би им пречеле овие 7 јазика на граѓанската повелба. Најкрупен е англискиот нормално како јазик иако ни оддалеку не е јазик на кој најмногу зборуваат на планетата, има и други по јазици на кои зборуваат милиарди. Меѓутоа и сите овие останати јазици кои денес за жал пречат. Последниот текст, анализа за политичката ситуација во Македонија минатата недела го насловив нешто државата во кој јазикот на омраза е службен јазик. Се додека е така, овие 6, 7, 15 јазика, колку и да не има во таа македонска салата, ќе ни пречат. И токму затоа јас тврдам и се залагам да ја прифатиме граѓанската повелба и секој во рамките на своите способности да работи секој во својата сфера на влијание. Но, далеку сме од свесни роботи, ама сме на пат да создадеме една роботизирана заедница заснована на фактот дека Македонија сега веќе е светски позната како царство на лажните вести, на фейк ньюс, дека Македонија е легло на спин мајстори од политичкиот или бизнис секторот, во кое се може да се продаде како вистина, а за жал и се може да се прифати со оглед на медиумската писменост на огромниот број конзументи од една страна и она што е трагично во Македонија на нивото на медиумска писменост и на оние кои ги произведуваат вистинските или фейк ньюс. Затоа не се криви децата од Велес, они не ја бутнаа Хилари, не го избраа Трамп, ама учествуваа во една маестрална операција која далеко ги надминува спинмахерите во Македонија, но кои ја изиграа својата улога, некои заради практични причини, некои заради можеби идеолошки причини. Факт е дека не може во држава во која секојдневно се шири омраза и лажни вести да се зборува за медиуми, да се зборува за информирање воопшто. Нели народот вели слепи при очи. Македонија 27 години во поглед на медиумската сцена тапка во место. Нема да зборувам за последниве 11-12, џаби рече тоа беше режим. Во тие 11-12 години се изнедрија едно чудо новинари кои не виделе поинаку и кои веруваат дека така треба како што живееле, се образувале и воспитувале. Едно чудо млади колеги не ја знаат убавината на интервјуто како жанр, пошто ние имавме режирани интервјуа со однапредадени прашања. Отчетот низ дебата и полемика или отчетот во нережирано интервју е непознат. Не само за конзументите. Вчера во разговорите со Ванчо дојдовме до еден заклучок.
на вистина Македонија има изворедни можности далеку подобри од околните, од соседните земји. И на вистина тоа овозможува гене ефтин интернет, меѓутоа да не се лажеме, огромен број од конзументите на тие и учесници на социјалните мрежи се луѓе кои седат, ако имаат седиште во превработената администрација и немаат баш многу работа, па джбараат по интернет, по социјалните мрежи, каде што им се нудат фейк ньюз на тони. Тоа не би било така доколку би постоеле, веќе немаме логика, ги делиме на традиционални, класични и нови медиуми, нема веќе на стари медиуми. Ама факт е исто така дека во Македонија весниците не умреа заради победата на технологија, туку беа згаснати. Имаме 4 весника во Македонија, сите се жали Боже главно. Едниот е бесплатен и независен, вториот има собственик од соседството од севера, а другите два се, едниот е реликт на едно време кое се надевам нема да се врати, кој идолно са сите стандарди во новинарството, и четвртиот е, првиот вестник на македонски јазик некако обстојува, како тоа го знаат само новинарите кои таму работат. Тие 4 вестника во време кога паралелно во една Бугарија и во Србија се покренуваат вестници и печатени медиуми, не се доказ дека победи технологијата, туку дека за жал политичките и бизнис структури ги победија граѓаните во нивното право за второ, трето, поинакво мислење, ги победија граѓаните да имаат собствена платформа некаде, да се борат за изнесување на своите ставови, да прашуваат, да бараат отчет, да бараат информација. Една од основните работи кои мора да се реши е на ниво на самите новинари, во нивната цеховска организација, да се најтранспарентно да се откријат најнапред собствениците, за кои не ги знаеме на медиумите у Македонија, второ, начините на финансирање и начините на обстојување, за да не ни се повторат владините реклами, да не ни се повторат собствениците од Белизе, од Папуа Нова Гвинеја и слично. Втората работа која мора да се реши, а тоа веќе не е прашање само на новинарите, е оној скок од забранети прашања на пресконференции, тоа е пресконференција, зашто некој би поставил прашања, од неодговарање на писмени прашања, од бегање од интервјуа, во едно цивилизирано општество, тој болен скок да помине што побргу и што побезболно. Детските болести мора да се одлежат, не може да се чека со месеци за новинарска акредитација, зашто таа новинарска акредитација е право на работа, дозвола за работа, не може тоа да трае со месеци. Нема потреба од акредитација една за странски дописник 3 месеца, па 3 месеца за влез во влада, друга. Тоа се протоколарни работи, но кои мора технички да се средат. За граѓаните на вистина да учествуваат во обликувањето на општеството, мора да имаат подршка од новинарите, и тоа е она што кога ги се набројувани оние 10 права на граѓаните, не случајно првото и второто се слободата на изразувањето, на мислењето, во јавноста, на изнесување на политички ставови и све останато, и слободата на информирањето, односно слободата, достапноста до информациите. Околу достапноста до информациите е направен огромен чекор, отворени се изворите, ќе видиме како тоа ќе се развива и колку ќе трае и дали ќе биде и поинаку. И тука има претерувања, нема потреба секое министерство да има фоторепортер и камерман, ниту секој градоначалник да има фоторепортер и камерман, ниту мора да се размислува, зашто сепак сме комерцијални медиуми, да не се оди со дистрибуирање бесплатно на PR фотографии од секоја средба од владата, зашто така пазарот се нарушува. Меѓутоа, она што е најважно,
да се отворат институциите, да се постигне оној вистински кој сега постои однос меѓу политичките институции, државната власт, локалната власт и медиумите од една страна, невладиниот сектор и медиумите од друга страна, и на крајот на краиштата сите оние 10 права на граѓаните се импрегнирани и поврзани со првите две. Новинарите мора да си ги исчистат во собствените редови, натрапниците, рекетарите, заталканите, да не речам слугите на спин докторите, ама и тоа имавме, за да дојдеме до на прашањето беше како на што има тука за мене. Со тоа што има тука за мене, секој граѓанин кога би си одговорил на прашањето што има тука за мене, може би конечно би го избегнале она прашање кое го девастираше целиот Балкан. На српски беше колку мене доđe. Кај мене на македонски би било веројатно колку од тоа е за мене. Корупцијата и се ова што ни се случуваше, можеме, се надевам, можеме да го надминеме и победиме единствено во соработка на заинтересираните граѓани, поединци, индивидуи кои се заинтересирани за себе, за своето општество, за својата држава, да ги направат дел од современиот цивилизиран свет и да ги направат она за што се бориме пристојно место за живење. Ви благодарам.